посебно на нашите македонки, на добрите македонки, патриотките посебно, и да се здрави и живи и да се храбри да си ја чуват Македонија и секогаш да помагат на Македонија во било која потреба да се потребни. Исто така сакам да ти испредам тебе честитки за ова навистина супер програма што ја приредуваш за нас македонците, каде што можеме да си ги искажиме нашите мислења и каде што навистина најпоќе не засега, а тоа е во врска со нашата родна грудка Македонија. Благодариме и така. Да одиме со ред со прашањава, да ги слушнеме вашите мислења. Драга, дали мислите вие како ние како диаспора во овие значајни историски моменти треба да бидеме надпартиски над други влијанија? Дали мислите време е да имаме некаков став како диаспора, чисто македонски став за пример пред се да не биде Македонија? Па се разбира, Дончо, и ние тоа треба да го правиме, а тоа можеме да го сториме само ако бидеме единствени и обединети и да се освестиме дека сме македонци и ништо друго. Постоиме со 1000 години, например, и не можеме друго да бидеме. Само така можеме да ги победиме оние кои сакат да не направат она што не сме. Добро. Така. Дали сте за некаква било каква додавка во врска со името? Јас со тоа не се сложувам, Дончо. Именување по никаков начин не иде во предвид за нас македонците, затоа што не е важно кој упорно ќе настојува тоа да го стори, тоа сите го знаат, ако можеше, и ако постои некоја посебен закон, значи за Македонија, јас сум сигурна тоа ќе беше употребено до сега, а тоа што се прави е незаконски и нема да победат. Ќе си бидеме, например, ние она што сме биле за секогаш, дали сакат или неќа, тоа е факт. Добро. Дали сте за дали сте за референдум за името? Јас за референдум не се сложувам, Дончо, но ете како, например, што ги пратиме сите изјави на нашиот премиер, кој навистина значи е изложен на големи притисоци, на огромни притисоци од сите страни, а како што он самиот изјави најповеќе однатре, значи тој кажа дека му дадоја ултиматум, значи тоа ти е или земи или остави, например, последната изјава што ја добивме, и тој кажа дека добро, значи не му дадоја ниту многу време да се мисли, и како он да го прифати тоа, а сите го толкуваат например на погрешен начин, оти тој прифати менување на името, тоа не е вистина. Тој му кажа, оти добро, ако е тој, значи автоматно дека мора така да биде, тоа е, и ќе го кајме народот да кажи. Ама јас сум сигурна дека народот ќе кажи, ние ќе кажеме не. И например тоа не може никако да се оствари. А дали сте сигурна сосема дека... Јас сум сигурна, Дончо, имам голема доверба во премиерот. Не, мислам, дали сте сигурни дека народот ќе каже не за промена? Да, сигурна сум, како што реков, тие мора тоа да го сторат, затоа што ова потекнува, Дончо, од овие претходници. Добро, драга, знаеме од кај потекнуваат, само работата е дали сте сигурни дека народот, ако дојде до референдум, дека ќе се спротистави за промена? Мнозинството ќе каже не. Добро. Мнозинството, Дончо, јас сум сигурна 100% ќе каже не, Дали мислите ние како диаспора треба да бидеме вклучени во... Треба да бидеме вклучени, Дончо. Јас тоа секогаш го сакам. Ние, например, тука, тоа е моје мислење, ние сме толку оддалечени од нашата земја, например, и наместо да си бидеме таму, ние сме тука во туѓа земја, газиме туѓа земја, зборуваме туѓи јазик, ние уште повеќе ја осеќаме горчина и болката што не сме таму, додека тие луѓе ништо не осеќаат затоа што се тие таму и мислат тие ние немаме никакво право, ама ние потекнуваме од таму и ние имаме дури поеќе право од нив, например, да речеме
за да бидеме уклучени во сите избори таму во Македонија, затоа што ако не ние, на пример, постарите луѓе, може еден ден нашите деца ќе се вратат таму, зошто да немат нашите деца право да бидат таму, или пак ние да одлучиме утре да се вратиме таму, ние никогаш не може да бидеме исклучени од таму. Да, и друга, онако сега едече други времена се ево гледате интернет и телевизиите, ние доближае Македонија а исто Австралија доближае до Македонија. Точно. И сега не е битно дали Македонија има еден град во Скопје или во Битула или во Мелбурн македонци има. Значи точно, така со ова време се едно е. Значи комуникацијава е брзо и значи можеме и да соработуваме. Да реагираме и да соработуваме и да одлучуваме на пример и ние. На подобро, да. Така. Добро, дали мислите треба преговорите да прекинат? Преговорите треба да прекинат, ама како што ја имаат сложено работата од почеток, како што реков, како да се тие ветиле на нешто и сега нашиот Никола Груевски, јас мислам само на политички начин, со голема мудрост, тој може ова да го победи, што го оштетиле некој пред него. И сега тој нема никаков избор, друг не му дават и да сака не му дават и тој мора да преговара и само со политика и со итроштина тој може да го победи она што го закажале, подписале некои други. Драга, да рапчите. Никола Груевски, од Бранко Црвенковски, тој се нивните. Битно се бара нашиот став. Така. Ние да бидеме во тоа. А тие сега политичари, тој си е на власт, тој си знае што треба најдобро да направи. Ама добро е да го слушат нашиот сврстав. И сега затоа ние треба да се придржуваме и да го кажуваме нашиот сврстав. А тие зошто го прават тоа, како е, тие самите можат. А на крај ако направат нешто лошо, самите тие ќе си одговараат. Сваќаш? Затоа ние строги да бидеме. Ама ако се направи нешто лошо, тука е работата, ако кој било политичар, не дај Боже да направи лошо, ние тука треба да бидеме да го осудиме, а не морал да го направите или како досега што за некои работи што се направи штетни за Македонија, мораше тоа да го направат, мораше притисок ова. Нема. Ние треба да си го кажеме цврстиот став. Ова е нашиот став и кој е најблиску до нашите ставови, не може му ја даваме довербата. Ако не се наштети уште повеќе од како што е наштетено на пример на Македонија со застанување на преговорите, јас уште утре сакам да се престанат. Добро. Која е вашата препорака и мислење во врска со името? Во врска со името, препорака до кого? До народот или до владата? Општо до сите. Никако попуштање и мораме да се бориме до последно, како што рече Гордана, претходно и нашата држава поминала и премногу пред ова искушенија и све сме победиле. Значи и во турско, и во каурско, и во римско, и во сето што поминало, ќе победиме ние и ова само ако сме цврсти и убедени дека не можеме ништо да бидеме осем македонци. Добро, што мислите за враќањето на политичка сцена на татарот Лупчо Георгиевски? Што мислите за неговите последни изјави во врска со името дека треба географска одредница? Лупчо, за него да ти кажам, значи дури не се осеќам ниту да разговарам, оти ми се прави неубаво душата. Ама мора да го кажем. Не заслужва тој човек ниту името да му се спомни. А тој човек беше оној кога беше питач и народот македонски го направи да дојде до милионски суми, неброени пари и богатство и сега тој мисли оти со тие пари тој што ги стекна на таков начин може да купи се и се што и народот да го купи, ама народот македонски со ништо не се купува. Од секогаш имало предавници, имало и патриоти, ама во секое време биле повеќето патриоти него предавници и ќе ги победиме и тој нема ништо да стори со тие изјави негови, тие му се само глупави за нас македонците, значи тој не треба ниту да стапни на земјата македонска, од земјата македонска има мака од него, не само народот македонски. Да, што мислите за Бранко Црвенковски, неговото нездраво делување? Дали треба се уште да биде во политиката, дали треба ние како дијаспора да му веруваме и дали добро она што го прави во моментот? На Бранко Црвенковски исто така се однесува, ми е гроза да зборам за него, ама да ме прашаат мене, јас би му ја ставила бесилката на среден плоштад на него. Ниту и луѓето да врват и да го плукат него. И не постои по-гнасен човек во свето. Во свето не сум слушнала во живото мој досега, значи таков предавник, отворен предавник да се предава својата држава и народ за пари. Тој не заслужува ниту да се разговара за него, а тој човек нема никаква култура, нема никаков став, а нема никакво ни школо. Например, тој не е школован човек, тој е еден обичен механичар за коли да поправа, а политика да води тој знае само со закани, со убиства, со
криминалство и да ги ослободува криминалците, тој не заслужува во политиката, тој не би требало никој да биде, ама тој е ставен од некои претходници на татко му, например, и како што се работело порано. Која е вашата порака до опозицијата? Сепак до опозицијата, ако има свесни луѓе, да се тарасат од овој бесрамен човек и многу повеќе од нив ги има околу него, да ги тргнат настрана, ако има помлади луѓе, ако сакаат, например, да победат оваа влада денешна, само можат да го сторат тоа, ако тие му покажат на народот дека можат нешто поубаво да направат. Ако се способни, ако не се способни, нека се откажат скроз и нека влезе некоја друга партија да биде за опозиција и оти тие веќе не се способни луѓе за да го водат македонскиот народ, него тие се способни за да кажат оти крвопролевање ќе има. Па кој тие луѓе може да ги дозволи да бидат да ја раководат државата? Да. Ама не раководеле досега, тоа е работата. Никогаш, тие значи сепак не биле избрани од народот и секој сами се ставиле на столиците. Ама сепак имаме одговорност ние за вакви досега што не владееле, што не раководеле. Кој е вашето мислење за премиерот Никола Груевски? Дали мислите че дозволи промена на име со некаква додавка и така натаму? Не. Јас сум 100% сигурна додека е Никола Груевски на власт, нема ниту додатка, ниту точка, ниту запирка да му се смени на името македонско, затоа што тој навистина единствен досега, најчист македонец со навистина македонска крв, што знае како да си ја брани државата. Ете, многу нешта стори и ги си побара оние заробените македонци што се во другите држави и диаспората си ја побара и сите работи си ги стори. Јас не можам да кажам, немам зборе да кажам оти колку тој стори и да речам оти тој ќе откаже од името. И јас сум сигурна 100% оти тој тука ќе си стои на тој став, само мора политички да ја игра оваа игра затоа што така тој ја наследи. Која е вашата порака за владеачката партија? За владеачката партија по никоја цена да не се попушти или да се подклекне на било кој притисок, како што рече Никола Груевски, учење на притисоци, ама ќе се издржи и мораме сите заеднички ова да го издржиме. Дали мислите беа потребни предвремени избори? Не. Он никогаш не ги сакаше Никола да бидат предвремени избори, само кога му даде тој толка притисокот и Никола бега од избори, се плаши од оводона и сетне тој му ги кочи сите работи, например во парламентот и во таму кај што треба да се носат законите и сите работи што треба да се прават, како порано што му ги кочеше, така му ги кочат и сега. Сега и претходните избори кога се направија со истата цел, затоа што тие секогаш стварат проблеми и државата не може да оди напред, оти не може да се усвојат никакви закони и реформи и сите работи треба да работат. Драга, дали мислите ние како диаспора поново ќе бидеме изиграни и нема да бидеме вклучени во овие предвремени избори? Како што рекол Дончо, кога има некој таму да кочи и да не дава и да се спротивставува и зависи колку не е кривица до организирано тоа сето за да се уклучи диаспората. Јас би сакала да бидеме уклучени и да си окажеме нашиот збор. Добро, значи би сакале да бидеме вклучени, ама сепак 2 години е донесен законот, досега владеачката партија можеше да ги донеси сите потребни работи за да бидеме без проблем вклучени. Дали мислите сериозно од владеачката партија дека сака да имаме избори? Јас мислам дека се сериозни, Дончо, ако не бе сериозни, ниту ќе почне ова работа за да ја уклучат диаспората. Само јас мислам оти треба да може требаше да се оствари досега, ама може ќе му треба уште време, ама ако рекоја сега ја слуша веќе дека рекоја мора да биде дефинитивно ќе биде, имамо од друга страна кажуваат, но сепак може да се никогаш не треба сигурни да бидеме дека 100% ќе бидеме вклучени, но ако случајно ако не бидеме вклучени, дали ќе бидете разочарани? Разочарани, наравно ќе бидеме разочарани затоа што и колку што е нивна татковина, толку и наша, не е важно зошто толку години живееме, тие секој од своја причина тука од тие комунисти што ни тера без ние бевме без работа, затоа сме тука дојдени. И Драга, на крај последното прашање, на кој начин мислите ние како диаспора во овие моменти можеме да помогнеме? Само со единство, со слога, Дончо, и сите си имаме, например, наши возрастни деца, ние постарите, например, генерациите не сме толку запознати со интернетот, еве, например, со имейл и сите тие работи, ама нашите деца можат и да се дознаат адреси, например, од премиерите, од сите тие одговорни лица што се во Македонија, да се контактират, да му се доставува нашето мислење, да знаат колку ние сме загрижени за сето ова што се случува.
случува и да имаме комуникација со својата држава, со своите луѓе таму, например, тие што сакат да ни опстане Македонија и да се видиме самостални вечно, како што векови не биле и Ви благодариме многу, драга, да ни е вечна Македонија, да ни е здрава и жива Македонија и само... И македонскиот народ, Дончо, еден ден наскоро да се видиме обединета, па тие како сакале, така не викале, па дали ќе не викат или не ќе не викат, ич нас не ни е гале, а па ако и да не постат, па уште помосе ќе ни били гале. Голем поздрав, се најдобро. Се најдобро, Дончо, благодарам.